По повод Светскиот ден на туристичките водичи, Македонската асоциација на туристички водичи и придружници утре со почеток во 12:13 часот пред спомен куќата на Мајка Тереза ќе организира бесплатен разглед на градот Скопје, информираат од асоциацијата. Сите кои се заинтересирани и сакаат да дознаат за културно-историските знаменитости на град Скопје, може да присуствуваат. Во сабота ве покануваме на една убава дружба, со што ќе го одбележиме денот на туристичките водичи, велат од Македонската асоциација на туристички водичи и придружници. Општина Ѓорче Петров е прва општина која ќе стартува со акција за соодветно постапување со отпадни гуми. Сведоци сме на несоодветно постапување со отпадните гуми, кои често завршуваат во природата или се палат, предизвикувајќи сериозно загадување на воздухот. За да ставиме крај на оваа опасна пракса, Општина Ѓорче Петров, како една од првите општини во Македонија, потпиша меморандум за соработка со специјализирана компанија за управување со отпадни гуми, порача денеска градоначалникот Александар Стојковски. Според првиот човек на општината, ова значи дека општинските служби ќе ги преземаат отпадните гуми и ќе ги транспортираат до безбедна локација. Специјализиран оператор со соодветна опрема ќе ги подигнува и соодветно ќе ги преработува, и со тоа се спречува загадување на животната средина. Стојковски упати апел до граѓаните, сите што имаат можност своите отпадни гуми директно да ги оставаат во комуналниот пункт на општина Ѓорче Петров кај Камин Кама. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска беше во посета на општинското основно училиште Јохан Хајнрих Песталуци, каде што со учениците од ова училиште заеднички го одбележаа меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари. На денот на мајчиниот јазик се сеќаваме на моќта на зборот, на силата што ја носи секоја реченица што ја изговараме. Мајчиниот јазик е нашиот идентитет, култура и традиција, што го носиме во срцето. Да го чуваме и негуваме. Утрово со учениците од Јохан Хајнрих Песталуци заеднички го одбележуваме меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари со креативна работилница. Упатувам благодарност до сите наставници, до директорката за целиот труд што го вложуваат во здрав развој на нашите деца, истакна првиот човек на општина Центар. Општина Кисела Вода денес поднесе 6 од предвидените 15 проекти со кои аплицира на вториот владин повик за финансирање на инфраструктурни проекти. Целосно е подготвена и доставена документацијата за 6 проекти, додека останатите 9 се во фаза на подготовка и ќе бидат доставени до крајниот рок. Реализацијата на овие проекти е од исклучително значење, бидејќи се клучни за модернизација и развој на локалната инфраструктура. А реализацијата на одобрените проекти од првиот повик е во тек, соопштија од општината. Оттаму велат дека аплицираат со вкупно 15 капитални проекти кои значат значително подобрување на инфраструктурата во општината. Средствата што очекуваме да ги добиеме преку овој владин повик ќе бидат насочени кон изградба, реконструкција и модернизација на улици и патишта, образовни институции и јавни површини, со што директно ќе се подобри квалитетот на живот на нашите сограѓани. Секоја улица што ќе биде реконструирана, значи побезбеден и поквалитетен сообраќај. Секоја доградба на училиште значи повеќе простор и подобри услови за нашите деца. А секоја нова урбана површина значи подобро организирана и уредена средина. Оваа можност што ја нуди владата представува сериозен придонес за локалниот развој. Верувам дека сите општини ќе аплицираат со квалитетни проекти, истакна првиот човек на општината Орце Ѓоргиевски. Основните училишта по општина Аеродром со пригодни настани денеска го прославија меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари и испратија порака дека секој јазик е важен и дека со мајчиниот јазик се чуваат културата, фолклорот, историјата и идентитетот. Вредните ученици изработија креативни постери и проекти со зборови на различни јазици, со цел да ја истакнат убавината и значењето на јазичната различност. Со своите испишани пораки и извадоци од делата на многу наши дејци, создадоа шарена ризница од мисли со кои ги украсија училниците, велат од локалната самоуправа.
Подмладокот на Црвен крст пак пораките за денот на мајчиниот јазик им ги поделија на учениците, наставниците, стручните соработници и на другите вработени во училиштето, како и на случајните минувачи во околината на училиштето. Општина Центар успешно ја спроведе акцијата за собирање кабаст отпад, реализирана во периодот од 15 до 20 февруари на 3 локации: улиците Загребска, Костурски херои и Пролет, соопштија од општината. Вкупно биле собрани 17 тони кабаст отпад, претежно мебел, врати, градежен шут, прозори, паркети и ламинат. На секоја од трите локации биле поставени контејнери за кабаст отпад, каде секојдневно во раните утрински часови истиот бил собиран од службите на општината. Ги повикувам граѓаните и понатаму да бидат совесни да го фрлаат отпадот на соодветните места. Да продолжиме заедно и одговорно да се грижиме за нашиот центар, порача градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Акцијата, како што информираат, продолжува и во следните 2 месеци, во периодот од 15 до 20 март и април, на локации за кои навремено ќе информира општина Центар. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја